Почитувани, владата на чело со Заев е насочена кон забошутување на истрагата за трагедијата во Тетово, во која животот го загубија 14 наши сограѓани. Има огромни пропусти од страна на власта, а најновите информации говорат дека во Тетово воопшто немало потреба да се поставува модуларна болница, затоа што во склопот на болницата имало веќе постоечки објект од тврда градба со 2 ката неискористени. Се што требало да се направи е да се опреми тој дел на ист начин како што се опремила и модуларната болница. Доколку наместо модуларната болница, ковид центарот беше во објект од тврда градба, ниту евентуален пожар ќе ја изгореше болницата за 3 минути, ниту ќе имаше загинати. Ова дополнително го поставува прашањето зошто Филипче и Хасани се одлучиле воопшто за поставување на модуларна болница во Тетово. Дали модуларната болница само е поставена за да се реализира тендерот кој го доби Брако? Дали за нечи профит Филипче и Хасани непотребно ја правеле модуларната болница во Тетово? Дали огромниот број на грешки, погрешни проценки и непромислени работи сега ќе го плаќаат некои службеници наместо врвот на власта? Според информациите кои ги објави јавното обвинителство, на сослушување се повикани само роднините на починатите. Не Филипче, не Хасани, туку роднините. Како тие да се луѓето кои ќе дадат одговори зошто е поставена модуларната болница. Имало ли потреба? Кој дозволил таа да биде направена токму од такви материјали? Кој го вршел надзорот? Кој го одобрил пуштањето на објектот во употреба? Наместо тоа, јавното обвинителство се занимава со луѓето кои претрпеа голема семејна трагедија. Јавното обвинителство им овозможи на Филипче, Хасани, директорите на болницата, но и фирмата на изведувачот да ги остранат или уништат сите можни докази кои би упетувале на нивна вина и одговорност. Јавното обвинителство неефикасно и бавно ја води истрагата, а со тоа остава простор за отворен сомнеш дека се забошотува истрагата со цел да нема одговорност за високите раководни структури и се да се сведе на некој ситен функционер кој треба да биде жртвуван како што направија во безброј случаи до сега. Напоменуваме дека трагедијата во Тетово е случај кој ја потресе јавноста и случај каде живот загубија 14 луѓе. Да не им паѓа на памет, ниту во владата, ниту во јавното обвинителство да ја разводнуваат истрагата. Одговорност ќе има и мора да има. Ви благодарам на вниманието.